Македонска народна партија не признава избори во Северна Македонија, затоа што сметаме дека основата на која што се базира договорот е според меѓународно право, според повелбата на Обединетите нации, според одлуките на Меѓународниот суд од Хаг од 1948 година, спротивен дури и на сите конвенции за човечки права. Со тој договор, со Преспанскиот договор, а и со Бугарскиот, значи практично се нарушени нашите основни слободи и човекови права. Право на самоидентификација, право на идентитет и на сите тие работи. Условени сме со децении од страна на Европската унија, условени бевме од НАТО за идентитетот како услов и предуслов за влез. И од тие причини Македонска народна партија еве јавно за македонскиот народ од Теквешијата, од Кавадарци, од Неготино, сметам дека сте регионална телевизија, дека ве гледат сите. Го користам овој момент да упатам јавен повик до македонскиот народ, до сите оние кои што не ја признаваат северна, наметнатата северна криминална творба, дека Македонска народна партија повикува на формирање на народни одбори по сите градови, села и општини, народни одбори кои што ќе делегираат по пат на директна народна демократија делегати, пратеници во идното Народно собрание на Република Македонија. Тие избори ќе ги организираме, значи по пат на директна демократија и во суштина сето тоа значи воспоставување македонска народна власт. Тоа Македонско народно собрание уште на самата конститутивна седница ќе донесе одлука со која што ги развластува председателот на Северна, собранието на Северна и било која идна влада на Северна. Зборувам од аспект на тоа дека се наоѓаме во една ситуација каде што ние како народ немаме избор. Ова што ни се го прават сега, практично може да го прави само окупатор. Ние сме окупирана држава и од тие причини, бидејќи ниту еден окупатор не дозволува регуларни и фер демократски избори, принудени сме, бидејќи сме загрозени идентитетски, бидејќи ни ја крадат државата пред нас, да го направиме овој, би рекол, драстичен чекор кон зачувување на државата, кон зачувување на идентитетот.